Нова епизода Cyber Команда. Македонија во жалост. Пред 2 дена погребани се 59 млади деца. Дел од нив и малолетни. Како ова да се коментира во сегашно време? Како освен со чемер, јад, црнела во душата? Ова национална трагедија долго ќе звони во еднината како ехо на нашата пропадната држава. Да, пропадната држава, тоа го мислам долго време, а настанот во Кочани само покажа дека пропаднатата држава, корупцијата убива. Од респект кон жртвите, ова нема да биде вообичаена епизода. Нема да дадам материјали и коментари како што вообичаено ги правам во Cyber Команда. Македонија е се уште во 7 дена жалост и ќе го испочитуваме тоа. Особено затоа што медиумската камарила, политичката, партиската и ботовската камарила на една структура чека и бара начин како да се прикачи на било кој погрешен збор, на било што не е во рамките на планираниот пиар и привид, за да го сврти вниманието. Јас оваа епизода ја правам заради ехо во времето, заради следоред, за да знаеме точно кога пропаднатата држава уби 59 своји деца. Ја уби својата иднина. Ја правам за да одбележиме, за да знаеме дека живееме во едно многу тешко време, еден безизлез, една состојба од која што тешко се излегува. Јас нема да ги коментирам, да ги анализирам или деконструирам обидите за свртување на внимание во оваа епизода. Ќе го правиме тоа од идната недела. Само ќе кажам дека гледаме што се случува. Не сме слепи. И гледаме дека цело време, цела недела се прави замена на тези. Со голема одговорност ќе кажам, доколку немаше јавно мислење и креирање на јавно мислење по објективен образец, овој случај многу веројатно ќе се правеше обид да се заташка. Тоа не може да се случи од една проста причина, што јавноста е револтирана до крајни граници, што јавноста вие сака одговори, што јавноста овој пат нема да попушти. Жално е и греото е што изгубивме иднина. Изгубивме 59 деца, изгубивме цел еден град, изгубивме цел еден регион,
изгубивме младост во цела држава. Жртви сме сите ние. Допрва ќе се одмотува клопчето. Колкави се вистинските последици од оваа трагедија. Само една споредба ќе си дозволам. Само една. Во 2001 година загубивме нешто помалку од 100 луѓе. За цела година борба. Цела година борба. И сега во една вечер 59. Таа е споредбата. Колкава е големината на оваа трагедија. Спомнете си на децата. Спомнете си дека овие работи требаше да бидат и можеше да бидат избегнати. Да немало корупција, сигурно ќе биле избегнати. Да немало алчност на одредени луѓе кои што се инволвирани. Ќе видиме кои се инволвирани. Под притисок на јавноста, да, под притисок на јавноста почна да се одмотува клопчето. Јас се уште не сум оптимист. Иако се прават вешти пиар обиди да се представи дека е фатена здраво работата, се уште не сум оптимист дека се работи за искрена намера на државата да го разреши овој случај. И затоа денеска вака ќе одбележиме само со едно дистанцирано, едно мирно подсетување само на жртвите, а не и експликација на тоа како можеше да останеме и да го заобиколиме овој случај и да бидеме без жртви. Пак ќе речем, почна да се одмотува клопчето. И во име на јавноста, во моје име, јас сум дел од јавноста, ќе кажам дека нема да престанеме додека не сме сигурни дека сите инволвирани во случајот се процесуирани, дека секој релевантен податок, записник, корупцијска активност се достапни и представени на јавноста и дека сите кои што се инволвирани ја добијат заслужената казна. Нема да застанеме. Јавноста, јас, сите ние бараме одговори како е можно ова воопшто да се случи. Да една дискотека или штала, како што ја нарече Тошковски, биде на 150 метра од куќата на поранешен градоначалник, а тој да 12 години не ја гледа истата штала. Има многу работи за кои што бараме и сакаме да чуеме одговор. Не поради екзибиција, не затоа што ние сакаме сега некој да ставаме зад решетки. Од проста причина што кога народот и сите што битисуваат во оваа држава ќе видат дека овој случај е расчленет, разрешен по закон, дека никој не се извлекол, тогаш ќе можеме да бидеме сигурни дека вакво нешто нема да се повтори. Ако не се запази процедурата и не бидат изведени сите
пред лицето на правдата, прашање на време е кога и каде случајот пак ќе се повтори. Ние ја убиваме нашата младина или ја стимулираме да се иселува. Без младина нема иднина. Имам хорор во умот, кога ќе помислам дека Кочани веќе тешко дека ќе биде нормален град. Ќе остане црна дупка во поновата историја на Република Македонија. Спомнете се уште еднаш на жртвите и на преживеаните. И да се молиме на Бога бројката да не се зголеми и дека болката на преживеаните ќе можеме да ја намалиме со едно општествено делување, со една братска љубов, со една блискост, за да знаат дека тие што преживеа не се сами и дека ние како поединци и општеството во целина нема да ги заборави ни преживеаните, ни загинатите. И никогаш не заборавајте. За се што ни се случува, виновни сме ние самите.